1 на 1. Овозможено од Еко Лайф Пелет. За вас. Најтопло, најефтино, најквалитетно. Значи за две работи буквално сите се согласуваме без разлика дали која вера сме, нација, партија, значи две работи сите сме согласни. Едната е дека очајно ни е потребен камбек на Маријан Стојановски. Значи сите сме согласни. Врати се, Маријане. А другата е дека мораме да направиме се што е потребно за да ставиме крај на загадувањето. Значи тука сите сме согласни. Додека во Бугарија, доколку во некоја општина анализите покажат дека воздухот е загаден повеќе од дозволено, градоначалникот добива парична казна од 2.500 до 5.000 евра. Во Македонија пак кандидатите за градоначалници на Скопје потпишаа обврзувачки документ од 39 точки за подобар воздух во грејната сезона. Значи тоа беа кога се кандидира. Но сега откако дојде Петре Шилегов, нели, и откако е градоначалник, исполнето од тие 39 точки е едно. И тоа ветувањето е стоп за прскање на улиците со калциум, магнезиум, ацетат. Значи имаме едно исполнето ветување од 39 и тоа е најнебитното, генерално. И да ви доловиме од прилика до каде сме во исполнувањето работи. Значи тоа ви е исто како да ви ветиме дека ќе ви направиме цел човек и ќе ви го донесеме, ама ние ви го испорачаме само левиот тестис. Тоа е генерално, до таму се стигнати. До таму се стигнати. Ке речете крив е Шилегов, друго беше во време на коце, сите по плажи трчавме кога беше коце, дишевме чист воздух, ама не е така, не беше така. Луѓе, не знам дали знаете, ама и Петре го дише истиот воздух, па нема специјален воздух за него, освен ако Богоев не му го дал прочистувачот на Стевчо, бидејќи тој наводно пушташе воздух од Швајцарски Алпи, ако се сеќавате, така викаше Богоев. Да. Ама да препоставиме дека не е така и дека Шилегов се гуши исто ко нас, па сигурно кај да ќе излезе повторно на демонстрации. Само ќе треба да протестира сам против себе. Сага така ќе прави. Сам Европската агенција за животна средина вели дека од загадување во Македонија годишно умираат повеќе од 3000 лица. А Светска здравствена организација го стави Тетово меѓу најзагадените градови во цел свет во 2018. И знаеме од што се труеме, не дека не знаеме. Значи 1/3 од загадувањето е од горење глупости во домаќинства. 20% од сообраќајот, па следат прашина од улици, градежни зафати и индустрија. Но што правиме со решенијата, да видиме? Логично, прво да видиме што велат од град Скопје, така, тие се најповикани. Тие велат загадување има само во кратки временски интервали. Ова е одлична вест. Значи, кој не тера баш во тие кратки временски интервали да дишеме? Па земи си воздух, држи го додека да помине тој краток временски интервал од 7-8 сати и после испушти го. Значи, решение има, само да не сме луѓе треба. Ништо посебно. Така, тоа, да еволуираме. Да еволуираме некако. Смирувачки вести пристигнуваат и од Александар Наумовски, градоначалник на Ѓорче Петров, и вака според сликата очигледно љубител на опера. Виден овде како ја пее Конте Партиро, додека воодушевените колеги му даваат аплауз. Вивро Конте, и гледате тој позади. Браво, оце! Браво, оце! Браво, оце! Да. Градоначалникот на Ѓорче вели: ги демантирам информациите за енормна загаденост во Ѓорче Петров. Во нашата општина нема мерна станица, но ќе инсистираме да се постави. Значи, ова е гениално. Ова ви е исто како ова бебе да рече: ги демантирам информациите дека јас ги изодов сите чоколади. Во нашата дневна соба нема камера за снимање, но ќе инсистираме да се постави. Да, тоа е гениално. Тоа е. И да видиме што велат на темава од ВМРО, да видиме ако воопшто има жив човек во ВМРО. Останете. Аха, велат вака: владата ги исклучува мерните станици за да го скрие енормното загадување. Тоа го изјавила Светлана Коларич, која не знам дали знаете е поранешна мисица. Да. Ја има освоено титулата Мис Фатиме Фетај. Не, пази. Или Фатиме е идол, или сликава и е направена на 1 април, а се маскирала во обвинителка од СЈО. Трето нема, значи тие се дефинициите. Може близначка е? Може. Ама близначка на Фатиме не влага во ВМРО. Но... Не. Но ајде да видиме што се случува во помалите градови. Таму можеби нема индустрија толкава, нема толкав густ сообраќај,
Ама, брате, поштуваат кебапче. Градоначалникот на Коча ни предупреди дека скарите се извор на загадување на воздухот. Да, еве што кажа тој на седница од градскиот совет. И уште нешто што ми е сугерирано, не знам, да не лупнам глупост, меѓутоа и таму има скара многу близко на Јаглен, која стварно чадот кој го испушта, слушам дека дава страшно поразителни податоци. Чадот од скарата дава страшно поразителни податоци. Страшно. Види, си каже убаво човекот на почеток. И уште нешто што ми е сугерирано, не знам, да не лупнам глупост. И тука требаше да заврши. Тука требаше да си заврши. Ако е точен овој податок, Добро. па ја треба одму затврдидам, бе. Бога ми, Доручек, ручек, вечера скара, бе. Бога ми, господинот Лапа. Па сега... Нема, мешански Лапа. Ама чекај, сериозно. Едно од решенијата кои треба да ги земеме за внимание и да размислиме за тоа е да одлучиме дека загадувањето ќе го третираме како прашање од национална безбедност. Да, и тоа е опција. Кога нешто се класифицира како прашање од национална безбедност, граѓаните даваат дозвола на власта да направи се што е потребно за да се спречи таа опасност по нивното здравје. Значи, спремни сме да ви дадеме се што е потребно. Што би рекла Цеца, тражи Јоси све, се сам ти дадам. Значи, тоа од прилика сме спремни да го направиме. Па макар тоа значело и да му забраните на Петре Шилегов да ложи кјумбенца. Нешто кој очигледно е голем фан. Очигледно сака да ложи кјумбенца. Ама времето врви и навистина ни е потребна акција. Зошто може еден ден да се разбудиме и да ги видиме споени мој воздух и мој термин. Кога веќе ги фаќаме сите болести заради воздухот, бар автоматски преглед да си закажувавме. Така ли?